Иако референдумската кампања не е официјално започната, пораките за бојкот и за излагување на референдумското изјаснување се се почести. Интернет движењето Бојкотирам објави посебно упатство за дијаспората. За разлика од гласачите во Македонија, од кои се бара на 30 септември да не излазат на референдумот, од дијаспората се бара да се пријават за гласање, бидејќи со зголемување на регистрираните гласачи во дијаспората се крива и вкупниот број на гласачи за остварен цензус. Искористи ја шансата, биди дел од борбата, растури им ја играта на властолюбците. Ова е твоја борба, наметни твои правила. Пријави се во избирачки список, дигни го цензусот, чекај го денот. Дома со пријателите на Еваријада. Бојкотирам креативност на твој начин. Доколку на сегашните 1.813.000 гласачи во Македонија, за кои цензусот е околу 910.000 гласови, се додаат уште 60.000 гласачи од дијаспората кои редовно се регистрираат. Тогаш цензусот може да скокне на 940.000, се надеваат од Бојкотирам. На денешната трета седница на Државната изборна комисија истакнаа дека до денеска околу пладне 158 иселеници се пријавиле за изјаснување на референдумот за името во дипломатско-конзуларните представништва. После до денешниот пресек од 12:45 сигурно ве интересира, најмногу се пријавиле во дијаспората во Берн 12, во Виена 14, во Лондон 14, Љубљана 12, Торонто 14. Тоа се градовите кои што засега фигурираат со поголеми бројки. Вкупната бројка е, како што напомена Јанаки, 158. Од ДИК истакна дека се врши јавен увид во избирачкиот список во подрачните единици на ДИК и на целата земја. А проверка направиле 213 граѓани, а во континуитет тоа се прави електронски преку веб страната на комисијата. Во меѓувреме, министерот за дијаспора Едмонд Адеми со изјава дека ова е времена одлука и дека гласот на секој поединец одлучува за еднината на земјата и дека граѓаните имаат одговорност за правилна одлука, ги повика македонците од дијаспората да се пријават на остварување на гласачкото право на референдумот. Иако министерот не е дел од собранието кое предлагаш на референдумот, сепак се одлучи да даде јавен повик за дијаспората своето гласачко право да го даде во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во светот.